Благодарам, подпредседателя. Почитуван колега Дајанчо, зборуваме за исклучително важен предлог закон, поднесен од нас, група пратеници од мнозинството. И вие велите, како тоа вие повикувате на разум, кажете ми прво. А велите, дали имате вие разум? Ние имаме разум, затоа и го поднесуваме овој предлог закон. А вие, ако имавте, па и вие ќе поднесевте некој корисен закон. Впрочем, и сите закони во земјоделие досега што се и од владата поднесени и од Министерството за земјоделие едногласно ги гласаме. Што значи тоа? Значи дека се поднесуваат добри закони исто како овој и вие кажавте дека го поддржувате овој закон. Затоа воопшто не знам во која насока ви се движи дискусијата и во која насока ви се движат критиките. Понатаму велите не можете да ги исплатите субвенциите. Па кога како сега се исплаќаат редовно и навремено субвенциите? Кога како сега се исплаќаат неселективно субвенциите? Предходно без партиска книжка земјоделците не можеа да дојдат до субвенции. Дали сте свесни вие за тоа? Сега и субвенции редовно, јас ќе ви кажам за лозарите. До Свети Трифун, како што е кажано, им се исплатени субвенциите. Неселективно се оди по сите мерки во финансиската и поддршката во земјоделството и руралниот развој. Интервентниот фонд од 400 со ребалансот ќе се зголеми на 900 милиони евра. Јас ќе ви кажам, само за 2021 година во програмата за финансиска поддршка за мерките од земјоделство и рурален развој се исплатени вкупно 123 милиони евра. И тоа треба да го знаат сите, и луѓето кои што се занимаваат со земјоделие и земјоделски стопанства поседуваат, и луѓето кои што не се занимаваат со земјоделие. Затоа што треба да знаат граѓаните колку оваа влада одвојува за земјоделието. За разлика од претходно, кога тоа било запоставувано. А директен пример за тоа е кога 2017 година беа начекани над 1200 лозари со неисплатен долг од Петра и Повардарија и кои што оваа влада ги обештети. Оваа влада се грижи за лозарите и за сите земјоделци. Над 2 милиони евра одвои влада за да исплати на тие земјоделци, односно лозари на кои што не им беше исплатено грозието. Прашајте ги лозарите, прашајте ги тутунарите, прашајте ги земјоделците. Дали сега не се задоволни од субвенциите и дали не се исплаќани навремено. Благодарам. Благодарам.